Почитувани слушатели, во самото известување на новинарката кажува за нашинците наместо македонците, кажува за граѓаните наместо за македонците. Сето тоа е свиткано и убаво паковано како една обланда да се избриши македонскиот идентитет. Од тука, затоа и нашата борба, долгогодишна борба со овие наши предавници, со овие наши кои ги виткаат кичмите, направија катастрофа од нашата држава, од Република Македонија, со нивните потписи од Лисабонската декларација 1992 година, во Обединетите нации 1993 година со поранешна Југословенска република Македонија, така наречениот добрососедски договор со Грција, промена на знамето, ова што е позади мене, македонското национално знаме, промена на уставот, точка 40, член 49 и откажување од македонците во соседните држави и македонците во иселеништвото. Понатаму се случија и предавствата со режираната војна 2001 година, па и рамковниот договор, рамковен затоа што е рамка и не сме да се излезе од тоа. Па и Бадинтеровата комисија, Собранието на Република Македонија не е во функција како што се останатите собранија во светот или парламенти. Во Македонија спрема Бадинтер, за да помени закон, треба да има двотретинско мнозинство од немакедонците кои се во собранието. Тоа го има само во Македонија. Понатаму беше 2004 референдумот, прашањата кои не заслужуваат одговори, признавањето на Македонија под уставно име од Америка, потоа одма пупу не важи и враќање назад, отфрлање од НАТО 2008 година. Понатаму следуваше пражинските беа влади, техничките влади, па после тоа беше 2017 година така наречениот добрососедски договор со Бугарија и во 2018 промената на името, Преспанскиот договор, демонстрации, референдумот, македонскиот народ со еден збор сакам да кажам дека не прифати ништо од овие предавства на сите политички влади во Република Македонија, кои за пари, кои за место, кои за шетање, кои од неразбирање, од будалштилоци ја уништија Република Македонија како држава на македонскиот народ и она што се бореа македонците од античко време, па и преку апостол Павле, што реков на почетокот, преку Јустинијана Прима, па потоа Охридската архиепископија, па светите Кирил и Методија, па свети Климент и Наум, првиот европски универзитет е Охридскиот универзитет, не е тоа, како што велат италијанскиот, болонскиот. И најголемиот страв, веројатно не е од нас како народ, туку е стравот во Европа е од македонската цивилизација која постои со милениуми и ние се уште се држиме за тоа дека ние сме македонци од античко време, средновековни македонци, во поновата историја македонци и покрај фактот што се прават сите обиди од сите страни да не нема. И затоа го напишав и ова покрстување и описменувањето на турко-монголите на хан Аспарух во
9 век, анализа и кореспонденција помеѓу Борис царот или кнезот први и папата Никола I. Овој личен труд, почитувани слушатели, врши компаративна анализа на цивилизацијските присутни модели на Балканот во 9 век преку призмата на примарниот историски извор Респонс Николај и консулте Болгорамеј. 866. Тоа е оригиналното писмо кое е зачувано, од кое се раководев и јас. Еве, да кажам и пред вас, не е за криење, како историчар, како истражувач, како научник. Истражувањето е насочено кон поглавието 33 од оваа кореспонденција, која се одвивала помеѓу бугарскиот кнез Борис први, син на Пресијан I и внук на Омуртак, и римскиот папа Николај I. Трудот го елаборира тридеценискиот период на крвав отпор 864-893 против христијанизацијата и замената на паганскиот артефакт, конјската опашка, со христијанскиот символ крстот. Преку хронолошка периодизација од апостол Павле и Јустинијана Прима до Охридскиот универзитет се аргументира тезата дека Македонија е примарниот цивилизатор кој ги трансформира паганските степски идентитети на турко-монголите во христијански и македоно-словенски континуитет. Во почетокот на 9 век македонскиот простор станува клучна точка на прекршување помеѓу веќе етаблираниот христијански универзализам и номадските државни формации со азиско потекло. Степската елита, предводена од хановите Омуртак и Пресијан, спроведува остра идеолошка борба за зачувување на својот пагански код и род. Ханот Омуртак, дедото на Борис I, го издигнал паганизмот во државна доктрина. Неговото владење е обележано со ригорозни антихристијански прогони, сметајќи ја христијанската вера за византиско или источно-римско оружје, која ја загрозува воената кохезија на ханот или ханатот. Омуртак е владетелот кој наредил погубување на собствениот син Енравото поради прифаќање на христијанството, со што конјската опашка, бунчук, станала символ на крвава репресија над домородниот христијански субстрат. Тоа значи македонците. Неговите надписи јасно го величаат паганскиот поредок и презирот кон крстот. Неговиот син на Омуртак, синот Пресијан, иако ги проширил границите врз македонските земји, останал доследен на татковата паганска линија. Под неговото водство конјската опашка доминирала како боен знак, додека македонското христијанско население било третирано како туѓо тело во рамките на степската хиерархија. Ова наследство на отпор директно ја формирало паганската свест кај неговиот наследник Борис. Покрстувањето на Борис не било еднократен чин на мирно прифаќање, туку почеток на тридецениски крвав судар 864-893 помеѓу паганската аристократија и новата христијанска визија. Чинот на тајното покрстување на ханот Борис I бил во 864 година. Поради стравот од моќната паганска аристократија, боилите, ханот Борис I бил крстен тајно во текот на ноќта во есента 864 година. Тогаш го зел името Михаел по императорот источно-римскиот Михаел III и ја заменил паганската титула хан со македонската титула или словенска титула кнез. Овој чин представувал директно рушење на традициите на неговиот опасен дедо Омуртак. Најексплицитниот доказ дека покрстувањето не било прифатено е владењето на неговиот најстар син Владимир Расате
889-893 раса Т. Тој се обидел целосно да го врати паганизмот, ги обновувал паганските храмови и повторно ја издигнал коњската опашка како државен символ на Бугарија. Овој обичај за малку ќе ја уништеше христијанската држава, што го принуди Борис Михаил да излезе од манастирот во 893 година, да го симне и ослепи сопствениот син и дефинитивно да го запечати христијанскиот пат преку македонската писменост. Ова е јадрото на овој труд кој го пишувам, почитувани слушатели. Најексплицитниот доказ за ова јадро е писмото на Борис Михаил до папата Николај. Е извештај за идентитетскиот шок на еден номадски народ, како што бил тогашниот бугарски, и кој се обидувал да влезе во цивилизираниот свет, тоа значи македонскиот свет во тоа време, затоа што македонците постоеле таму скоро два милениуми. Од 800-та година пред новата ера па до 866 година, значи тука се скоро 2 милениуми. Борис I во 866 година му поставува 114 прашања на папата. Поглавието 33 е кулминација на овој диалог. Во него Борис не настапува како теолог, туку како пагански војсководец кој се плаши дека со отфрлувањето на коњската опашка од бугарството ханство, неговата војска ќе ја изгуби својата магична сила. Вие, се вели во писмото, вие ни соопштивте дека досега, кога одевме во битка, имавме обичај како боен знак и знаме да носиме коњска опашка. Ве прашуваме со што треба да ја замениме и да не ја изгубиме воената моќ. Каков знак треба да го предводи нашето копје за да бидеме победници како досега? Ова е прашање признание за интелектуалната и духовната инфериорност на паганскиот модел пред крстот. Борис се уште ја гледа верата низ призмата на воениот успех, што е карактеристично за степските елити во тоа време. Еве го и одговорот на папата Николај I. Демистификацијата на опашката. Папата Николај I со авторитет на првосвештеник на Рим дава одговор кој е цивилизацијски ултиматум. Тој не само што го заменува символот, туку ја исмева тогашната традиција на хановите на Бугарија. Вие, се вели во писмото, велите дека кога сте оделе во бој сте имале навика да носите како знаме коњска опашка. Но ние христијаните ве советуваме тоа веднаш и за секогаш да го исфрлите и да го замените со светиот и чесен крст, зашто во опашката нема никаква сила, ниту Божја благодат, туку таа е паганска суета. Само крстот е вистинското оружје со кое Мојсей го раздвои морето. Наместо паганскиот стјаг, носете го знакот на спасението. Овој одговор означува крај на ерата на Омуртак и Пресијан. Со овој чин паганската Бугарија е принудена да го прифати христијанскиот вексилум. За да се разбере зошто македонскиот духовен модел на крајот го асимилираше паганскиот освојувач, хановите и нивните племиња, мора да се анализираат 4 хронолошки столбови на Македонија, а тоа се апостол Павле, библискиот корен и христијанска Македонија. Македонскиот христијански идентитет започнува уште во првиот век со мисијата на апостол Павле. Повикот на човекот македонец во визијата на Павле: дојди во Македонија и помогни ни.
за почетна точка на христијанизацијата на Европа, со формирањето на првите општини во Филипи, Солун и Берија. Македонија станува духовниот извор кој ќе обстои со векови пред доаѓањето на паганските бугари. Јустинијан прима. Административниот суверенитет во 4. век е од царот Јустинијан, роден во близина на Скопје. Ја основа автокефалната архиепископија Јустинијана прима. Овој чин ја зацврстува административната и црковна самостојност на македонскиот простори кај македонците, создавајќи правна и духовна рамка која подоцна ќе биде наследена од Охридската архиепископија. Во 9. век, како што знаеме, солунските браќа Кирил и Методија ја создаваат првата македонска азбука врз основа на животот, народен говор на македонските словени, како што опишуваат книгите. Нивното дело е цивилизацијското оружје кое го порази паганскиот јазол на хановите. Со воведувањето на словенската литургија или македонската литургија, крстот дефинитивно ја замени опашката. Кулминацијата на овој континуитет е дејноста на светите Климент и Наум Охридски. Со основањето на Охридската книжевна школа, која со право се нарекува прв европски универзитет, тие описменија над 3.500 ученици. Овој универзитет стана духовниот центар каде паганската Бугарија беше дефинитивно цивилизирана преку македонското перо и буква и крстот. Истражувањето потврдува дека Македонија е примарниот цивилизатор, цивилизацијата. Ние сме почитувани потомци на Филип II и Александар Македонски, чиј духовен континуитет ја асимилираше азиската орда, племињата и ја принуди да го научи македонскиот јазик за да обстои на македонските простори и бугарските сега кои ги има, па и грчките. Македонија не е создадена од Бугарија. Македонија ја описмени и ја покрсти, односно прво ја покрсти, па потоа ја описмени Бугарија. Ова е што го спремав за бугарската јавност, почитувани, и за возврат добив илјадници коментари со пцовки, со закани, со не само од бугарската страна, туку и од грчката. Вие не знаете како се соединети сега грчкиот народ и бугарскиот народ против нас македонците. Единствено што го кажуваат по социјалните мрежи, во нивните медиуми, политичарите, е дека македонскиот народ е создаден од Тито во 1944 година па до денес, и тоа само на територијата на Република Македонија. Но ваквите тези како што ова ја напишав јас апелирам и до македонските историчари и до научниците повеќе да не се воздржуваат од името македонци, македонска азбука, македонска писменост, македонското христијанство, затоа што нас ни оставиле аманет тие наши македонци од античко време, од почетокот на тие години кога дојде христијанизацијата во Македонија кај македонскиот народ, и ние до сега не сме се откажале од христијанството, ние не сме менувале наши традиции, обичаи, име и така натаму. Други нас ни менувале. Зашто ќе зборувам понатаму, почитувани слушатели?